Емилија Златкова Анастасова, вчера на 8 март ја промовиравте вашата најнова книга Неверство. Во каква атмосфера помина промоцијата и кој беше мотивот за да ја напишете оваа прекрасна книга? Вчера имавме една прекрасна промоција, така да кажам, иако во тесен круг, да речем, затоа што, нели, во согласно со мерките, одлучивме да биде само онлайн промоција, значи само промоторите и некои сниматели, ама навистина имавме убаво време. Решивме да биде на токму на 8 март прилика да и го честитаме и празникот на сите жени и еден начин како еден подарок за сите жени од мене на овој ден. Книгата Неверство е книга која, иако насловот е Невесто, всушност праќа една спротивна порака на насловот, односно зборува за верноста во поширока смисла, во конотација да се размисли за верноста во смисол не дали некој мене не изневерил, дали мене некој ми е верен, но дали јас на некој сум уверен, дали јас сум верен кон другите и колку сум јас верен кон пријателите, кон брачниот другар, кон родителите, децата и така натаму. Ова е трилер, но малку поинаков од оние класични трилери. Јас сум личност која сакам да експериментирам и ова еден мој мал експеримент да биде трилер, ама малку поинаков од како читаат трилерџиите. Така, ова прекрасно дело љубителите на пишаниот збор каде можат да го пронајдат? Неверство е објавена во издавачката куќа Полица, може да се најде во нивната книжарница, но и во сите поголеми книжарници, во литература 3 и така натаму. Мислам дека во Велес веќе може да се најде во некои книжарници, сигурно знам дека треба да има во ИВА. И секако, за секој, мислам, кој е заинтересиран може слободно да ме контактира и мене и секогаш сум расположена за дружба, за за споделување и разменување книжевни муабети. Неверство е моја 6-та книга. 2 книги објавив пред некои 17 години. И по подолга пауза поради од икса одредени работи, се вратив на објавувањето, не и на пишувањето, пишува во континуитет сите овие години, но на објавувањето се вратив минатата година, токму во март месец, и од март месец минатата година до сега објавив 4 книги, ова е 4-та книга. И бев пријатно изненадена колку добро беа прифатени моите книги. Прв беше Близнаци, романот Близнаци, кој доста добро беше прифатен од читателите, кој поради целата ситуација која беше лани, со пандемијата, ги ја објавив како само автор, ама тоа не беше пречка да биде добро прифатен. Понатаму е Детето во снегот, кој исто така беше многу успешна книга посветена на дечињата со аутизам, исто така објавена во Полица и сега Неверство. Јас ви честитам на сите досегашни дела. Која порака вие како искусен писател би им ја упатиле на оние млади таленти кои што се љубители на пишаниот збор и тежнеат да напишат некоја книга, меѓутоа не се доволно сигурни во самите себе? Првенствено, да се надградуваат, ако сакаат да пишуваат, е многу важно и да се чита. Мислам, тоа е многу пати како символично го кажувам, за една чаша да се прелева мора да се наполни прво. Значи, ако не е наполнета чашата не може да се прелева. Многу пати младите се амбициозни и сакаат да пишуваат, ама многу важно е надградбата. Многу важно е да се полни човекот со повеќе прочитани книги и на тој начин да расне, а потом понатаму пишувањето си доаѓа само од себе си, инспирацијата е многу важна, но да не се откажуваат од желбата и да пишуваат. Малку е потешко во нашата земја околу издавањето и се тоа, ама многу важно е да не се откажат од нивната желба и од желбата да објават некоја дело. Емилија, што бевте дел од вестите на Здравки.